Би сакала да ви пожелам добар ден. Денес е ден кој сакаме да го обележиме, денот кога е формирана Македонската лекарска комора. Ние ги повикавме професор Дума, кој е еден од основачите на лекарската комора, професор Борозанов, бивши председател, после професор Дума, тука е нашиот министер за здравство, тука е и директор на фондот, со што сакаме едноставно да кажеме дека ние ќе работиме заедно и со Министерство, и со Фонд за здравство, а и секако дека нема да заборавиме она на што научеа нашите професори и нивното искуство. Во мое лично име и во име на сите лекари во Република Македонија, во името на Лекарска комора на Македонија, да им го честитам денот на сите. Во една огромна благодарност до нашите претходници, првенствено до основачот на Лекарската комора, професор Дума, и професор Борозанов, како претходници и претходни председатели, за изузетно добрата работа која направиле во формирањето и во водењето на оваа комора. Исто така, со ова наше собирање тука, сакаме да пратиме и една порака дека Лекарската комора на Македонија, Министерството за здравство и Фондот за здравство на Република Македонија се една екипа кои работат заедно во добробит првенствено на пациентите, потоа во креирање на добри политики и добро работење и задоволство на докторите и сите други здравствени работници. Со тоа, дозволете ми уште еднаш да на сите доктори им го честитам денот на Лекарската комора на Македонија. Ова е, значи, моја матична куќа, 25 години од Лекарската комора, чиј член сум јас веќе 20 години. Се надевам Лекарската комора да продолжи да го одржува дигнитетот на докторите. Нормално, здравствениот систем е составен од пациенти и лекари. Секогаш ќе имаме среќни пациенти, кога ќе имаме и среќни лекари. За овој однос, што рековте, Министерството за здравство ќе почне една кампања во која што ќе се кажуваат и успешни приказни на докторите, се со цел пациентите да знаат дека и ние лекарите сме пациенти, и ние се лекуваме некаде, и ние би сакале лекарскиот занает и лекарските и условите во медицинските центри да бидат така како што треба за сите луѓе, па и за нас. Толку кратко би била изјавата и на албански ќе го кажам истото. Дали тоа ќе биде прво нешто на вашата агенда? Да, и јас сум за тоа. Веќе утре ќе имам состанок со екипата од мој термин во Министерството за здравство. Учинокот ќе остане, меѓутоа нема да има негативен учинок. Ќе биде 100%, секој ќе има своја плата, меѓутоа ќе има плюс доктори кои ќе се наградуваат, значи тие што се најуспешни. За законските норми, како ова ќе го спроведеме, ќе седнам со правниот тим во Министерството, ќе се договориме, се надевам дека ќе биде прв чекор што ќе превземам како министер за здравство. До кои средства би се наградували? Па ја еднаш кажав дека има по 2 директори секаде, јас сум за мене треба тоа, 2 директори, мислам дека е луксус, меѓутоа повторно треба со правниот тим да седнам, да ги разгледиме можностите и тие пари практично што се насочуваат кон вториот директор, тие да бидат како шефови на администрација, да се продолжат каде што се работат, тие пари да одат за 5-6 најуспешни доктори во дотичните клиники или јавни установи или болници кај што работат. Какви промени ќе претрпи мој термин според вас? Што треба да И значи ја минатиот понеделник и петок прегледував пациенти до 40, така да знам што се недостатоци горе долу на мој термин. Ќе седнам со колегите кои што го водат таму, а и со колегите се договоривме и со Лекарска комора, тие ќе ми бидат први партнери, заедно со различни здруженија на пациенти и ќе го направиме тоа што е најдобро и за докторите, меѓутоа и за пациентите, пред се за пациентите. Министре, најавивте национална стратегија за здравството. Да. Кои ќе бидат основните постулати на која ќе Утре повикане тим на луѓе кои што имаат сен за вакви работи и наскоро, се надевам наскоро ќе излеземе со одредени работи кои што ќе бидат во таа стратегија, меѓутоа ќе има 10 годишна 2017-2027, така ќе се вика стратегијата и тоа реков ќе биде уставот на лекарскиот занает во Македонија.